Почитувани, 3 дена поминаа, јавноста се уште нема одговор дали странски служби ги следат председателските кандидати или тие се само во главата на кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. 3 дена поминаа, не знаеме дали МВР е целосно неспособно да ги открие странските служби или пак МВР е во соработка со странските служби кои наводно го следат Стево Пендаровски. 3 дена поминаа, а не знаеме дали странските служби треба да му бидат алиби на Пендаровски за поразот што го чека, или пак СДСМ се обидува да најде причина за следење на опозицијата. Оливер Спасовски, кој што е начело на МВР, нема се уште одговор дали државата е безбедна или ја шетаат странски служби. Чии се тие странски служби и за кои цели следат и фотографираат? Безбедни ли се кандидатите? Гарантира ли Оливер Спасовски фер и демократски амбиент за изборна трка? Гарантира ли фер и демократски изборен ден? Ако председателскиот кандидат на власта се чувствува небезбеден, како треба да се чувствува кандидатот на опозицијата? Почитувани, Стево Пендаровски веќе најави свој втор пораз и обвини странски служби како алиби. Но загрижувачка е какафонијата, која што следствено настаните го издава стравот од поразот на власта. На обвинувањата на Пендаровски се јави и генералниот секретар на СДСМ, Кирацовски, кој во стил на портпарол на МВР порача дека МВР работи на случајот. Но потоа следеше изјава од Оливер Спасовски, кој посочи дека Пендаровски воопшто не пријавил следење, со што го негираше и Кирацовски и Пендаровски дека МВР постапува по случајот. Почитувани, ова е само уште едно од серијата несериозни однесувања на власта, со кои во прашање се доведува чувството за безбедност во државата. Имајќи ги предвид заевизмот, но и криминалот пред очите на МВР, па и политичкиот прогон врз опозицијата, отворено посочуваме и стравуваме дека искусниот полициски службеник Стево Пендаровски отвори можност за повторна злоупотреба на полицијата за следење на опозицијата во рамки на политичкиот прогон при изборна трка по теркот на најдемократските држави во светот. Едно е јасно, заевизмот е поразен од граѓаните и власта е свесна за тој факт. Прибегнува кон лаги и злоупотреби за да го пренебегне тој факт. Но ништо не може да ги спречи граѓаните заедно да го испратиме заевизмот и овие натурани од македончани власти во темната страна на историјата. Правото и правдата победуваат. Гордана Силјановска Давкова е нов председател за честита Македонија, победува ВМРО ДПМН, победува Република Македонија. Ви благодарам. Какви очекувања имате во пресрет на утрешната средба помеѓу двајцата лидери? Во пресрет на утрешната лидерска средба помеѓу лидерот на опозицијата и премиерот, очекуваме Зоран Заев конечно да каже за што и за каква Македонија се залага. Доколку навистина се залага за борба против криминалот, против корупцијата и против невладеењето на правото во Република Македонија, што е фактички и последица на заевизмот, тогаш ќе ги прифати барањата на опозицијата. Ќе настапите со конкретни барања? Апсолутно. Ви благодарам.